Почитувани граѓани на општина Неготино, се наоѓам пред црквата Свети Атанаси Велики во општина Неготино. Зашто станува збор денешниот прес? Ќе ви објаснам некои работи тука за уредување на хортикултурата пред црквата. Тоа е детето со посебни потреби, шеф на сите сектори во општина Неготино, Методи Данилов. Еве што направи детето да погледнеме. Ова зема сам да го уредува. Ова земјиште пред црквата. Еве едно дрво кое го засади и тоа не никна. Еве го и дрвото што го засади и тоа не никна. Еве ги и другото дрва и во е тргнато на исушување. Ево и третото дрво, нели, ова е према улицата Партизанска, и детето сам си зема за право да посадува дрва. Граѓани на општина Неготино и институции треба да знаат дека постои закон за посадочен материјал. Што ако овој посадочен материјал е болен, од каде е купен, кој го набавил, кој му дозволил на Методи Данилов, и со него имаше уште двајца, нека останат во тајност да дадат посадочен материјал. Никој не му го дозволил тоа право. Овие дрва, по стоти пат да повториме дека постои закон за посадочен материјал. Да ти тоа го посадиш, тоа дрво треба да има сертификат, да е сертифицирано и сите закони што важат. По другата работа, тука бев сведок кога ги садеа тие, еве што направија канта поликолор, кој знае што направија, може дома му требеше да обелува кај него куќата. Еве на здравата фонтана, а го накажаа како вако. Кај фанас со поликолорот, кај не, и так го уништија ова место. Ево го другото дрво, тоа е посадено и тоа не кукна. Кој е изборот на Методи Данилов, детето со посебни потреби? Тоа е човекот кој го кажа цело Неготино. Тоа е другото дрво, тоа е влезот на црквата Свети Атанаси Велики. Ево го и другото дрво. Станува збор само за криминал, нели? Да се земат пари, да се направи нешто, кобајаги се прави нешто и на крајот по таа работа нема ништо. Ева фонтаничката, доле мајко. До тука мајанал некоја четка, турија некоја вакво залепија и на крајот никој не знаеме колку пари кошта. Граѓани на општина Неготино, од овој прес пак го повикам началникот на полицијата, Душко Коцевски, на неговиот сменоводител Рајче Дејан Митрев, како се вика, да го повика, нека го испрате и таму он знае, нели, ка мене што ми прати 3 полицајски, кој ме точно е појак малце, него може и 5 да му прате, да видиме од кај вија материјал, како он може да се фркава со 20.000 луѓе, детето со посебни потреби, да се саде што сака, а може и ти, началниче Душко Коцевски, таму се комшии, една салатичка, таму кафенце, сокче, туреме точно, подајмо една пријава, таму поднесимо. И сега уште еднаш повторувам, по кој закон има закон за посадочен материјал, ако не знаете ви, инспекторите од МВР ОВР. Како е посаден, значи тоа е пријавено уште тогаш од Љубете Велков, и на крајот кој може да се играе со јавна површина. Ова е јавна површина. И да садиш, тебе што си текне, точно го узурпира цело Неготино уназад 10 години.
Ако вие не покрените, тогаш аз ще поднесам приjavi до вас. Вие ще са надлежни за тази работа. А исто, Райче, и тебе те повикувам, ти диркаш там, сите гледат. Ти гледаш, баба ти гледа, сите, цела фамилия твоя гледа, Лилия Арсова гледа, сите тия от ВМРО гледате. От ДПМН не ствари, ВМРО е голема работа. И тук да дойде некой да види кой е направен материалната щета, кой го направил, кой дозволил шумски полиции, инспектори, Баков, Таков и всички тия работи. По-натом изброяваме за да видят тротоарите, кой ги разкупува, колко е проектът, колко пари, как оде тендер и всички тия работи. И стои за воя. Ще сбориме наредни от прес. А ова, тия ще го посадил по милионите пат да повтори тут и повторванието и майка на знанието, а некои понавдиват пак кои сто гледим. Още еднъж го повикувам МВР, начело са началникот, бидејќи они по закон за полиция се грижат за личната безбедност на граѓаните на општина Неготино, личниот имот и обществениот имот. Ова е обществен имот. Значи, кој е заштита на тоа дете Методчиќ? Кој е тој човек 10 години, ще го накажува Неготино и Некажаном, кој ще има направено криминал немогуќе и до кога ние ќе молчиме. Еднаш, Неготинци, биете живи и здрави,